Денес Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, заедно со коалицијата Можеме, ја започнуваат здравствено безбедната кампања, преку која на гласачите ќе ми ја представиме нашата понуда за овие избори. За 3 години Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и владата што ја предводи покажаа голема одговорност, решителност и визија во решавањето на проблемите на граѓаните и на државата. Направивме пресврт на подобро. Државата ја извадивме на прав пат. Од економија во минус обезбедивме солиден и постојан економски раст, повисоки плати и рекордно ниска невработеност. Од изолирана и заробена држава изградивме земја членка на НАТО и земја преговорач во Европската Унија. Денес успешно се справуваме и со здравствените и економски ефекти на коронавирусот. Донесовме навремени здравствени мерки, а со 3 пакети економски мерки помогнавме да се спасат илјадници работни места, да се зајакне приватната потрошувачка и куповната моќ на граѓаните со ниски примања. Сега е време за нови иницијативи на кои се обврзуваме пред граѓаните, но и пред себе си. Подготвивме понуда која обезбедува план за успешно спроведување со последиците на корона кризата, уште посилен економски раст, уште поодговорни институции, уште понагласен напредок. Подготвивме мерки кои обезбедуваат ред, правда и дисциплина. Градиме држава за достоинствен живот за сите. Инвестираме во македонското здравство. Им помагаме на компаниите успешно да се справат со кризата и да ги зачуваат своите вработени. Нудиме нова македонска развојна економија, заснована на нови технологии, одржливост и човечки капитал. Модел што ќе ги штити работните места на граѓаните. Модел што ќе генерира повисоки плати и подобри работни места. Модел што дава нови и подобри шанси за сите. Модел што нуди стабилност за нашите деца и за идните поколенија. Од другата страна го имаме ВМРО-ДПМНЕ, партијата предводена од страна на Христијан Мицковски. Партија без став за ниту едно важно прашање. Партија заглавена во режимската матрица од која ниту сака, ниту може да излезе. Тоа е партија водена од неодговорен човек, кој е посветен само на деструкција и чието однесување представува опасност за цела држава. Нивното антидржавно однесување беше обележје во овие 3 години како опозиција, но и за време на кризата со коронавирусот. Оваа разлика граѓаните ја препознаваат и на 15 јули граѓаните истата и ќе потврдат.